Колкава е веројатноста, браќа и сестри, да се случи одреден настан, да се родиме ние, колку мала е веројатноста. Баш ние, тој сперматозоид машки и таа јајце клетка женска да се соединат и баш ние да се родиме, да не се роди некој друг. Веројатноста е милијарди пати можноста, значи, да се случи тоа. А да се случи чудо, уште по 10 милијарди пати поголемо. Затоа не често се случуваат чудата. Денеска прославуваме едно чудо кое се случило уште во времето кога Лав Велики не бил цар византиски, туку кога нашол некој слеп човек, го одвел на изворот Балаклија, денеска познат, или животоприемен извор, да си ги измие очите. Откако таму ги очите, човекот прогледал. Меѓутоа, редовно велите се случува таква догодовштина со луѓето кои одат на тој извор. Секако нередовно, затоа што веројатноста да се случат одредени работи во главном е многу мала. А особено чудо да се случи, тоа е уште помало. Што значи, треба секогаш да гледаме со таа достоприемчивост на веројатноста дека нешто може да се случи. Тоа е навистина многу непоуздан настан за луѓето. Луѓето сакаат сигурност некаква, ама реално. Денес ви го кажува, тоа и квантна физика, за овај настан што се случува во 5 век. Нема сигурност во ништо. Еден беше тој слепиот кој прогледа. Може би прогледа после уште некој, ама не секој што оди на изворот Балаклија ќе прогледа. Што значи веројатностите во животот се премногу големи, ама треба сериозните луѓе, благочестивите христијани да научат дека се е во суштина несигурно. Се може да се случи, ама и не мора да се случи. Тоа е нешто што треба да го излечеме како поука, токму од ова што го видикаме чуда Господови. Во чудата има интервенција Божја. Може Господ, ако сака, и секој што ќе отиде на соодветниот извор да ги просветли очите. Ама не значи дека Господ сака. Кој го знае тоа, дали Господ сака сите да гледаат? И што полза на крај има од тоа сите дека ќе гледаат? Сите тогаш ќе бидат побожни христијани. Не зависи ништо од тоа, браќа и сестри. Еве гледате, денеска сме сведоци на еден настан во војната меѓу Америка и Иран. Она што не може да го свати, онај кој не го живее тоа, е дека човек може да се жртвува за нешто повисоко. Американецот за пари оди во платена војска и ќе се жртвува за тоа, мора, зашто е платен.
ама без пари да се жртвува за нешто. Тоа може само ако имаш вера во идниот живот, а не отсутствува таа вера во идниот живот и кај муслиманите, особено кај старите народи, мека се тој муслимански, од Блискиот исток и од подалечниот исток. Тоа не може да го свати еден современ човек, дали тоа е американец, дали тоа е европеец, не може да свати дека можеш да живееш за другиот. Можеш да живееш, односно и треба да живееш за другиот. Настанот кој денес се случува ни отвора голема ширина на постоењето. Ни отвора едноставно од една страна нестабилност, дека се случува по веројатност, може да се случи, ама и не мора. Ама ако таа лекција ја совладаме во животот, особено ако ја совладаме од младешки денови, многу полесно го разбираме животот, во кој очекуваме нешто да е статично, нешто да е предвидливо, а во суштина ништо не е статично и ништо не е предвидливо. Ако сака Господ ќе биде нештото. Затоа стариот наш народ велел, ако сака Господ. За да се случи, токму ние пак ќе се вратаме на тоа да постоиме, сакал Господ. Ова Јован да се роди, сакал Господ. Ако не сакал, толкова е веројатноста мала да се родам баш јас, никако не можело да се случи. Што значи, браќа и сестри, потребно е секогаш да имаме предвид тоа дека во животот ништо не е со апсолутно даденост утврдено. Туку се случува по веројатност. Можна е некоја веројатност во одредени проценти, друга во помала, трета во уште помала. Но ако сака Господ да се случи, веројатноста нека е 1% само или никаков процент, 0% и таа ќе се случи. Тоа е од друга страна, ќе ми речете, ами тогаш принудува Господ. Ако сака Господ ќе се случи, ако сака нема да се случи. Не, Господ не принудува, токму затоа дава таа веројатност. Ама за да се случи чудо, Господ интервенира во тоа. Не може да се случи чудо ако Господ претходно не интервенирал. Нешто променил, нешто нагодил, нешто придобил и се случува тоа што се случува. Затоа кога имаме вера во Бога, лесно го живееме животот и ти најтешко некаде е. Нека се чудат луѓето колку тешко му е на овој човек. Него му е лесно затоа што со Господа има работа. Господи, ти ми даваш ова тешкото. Фала ти, за тоа не сум достоен. Ако веројатноста да се родам беше со милиарди и милиарди можности да не се родам, а ти посака баш јас да се родам, тогаш сигурно имаш план за мене. Таков живот ако живееме, ништо, браќа и сестри, не може да не наоди. Зашто? И нечестивиот, кој ни ги прави замките често пати, подложен е на таа законитост, условно речено, на веројатноста. И тој не знае, колку пати велиме тоа дека не знае ѓаволот нити што мислиме,
ама може да насетува што мислиме. Како ќе крениме раката вака, 100 милиони пати ја кренеле раката која тоа го мислат луѓето и ќе однае што мислиме. Или очите како ќе ни се движат, или понешто не наблюдува и може да предпостави со голема сигурност што мислиме. Иначе не знае нити тој, нити што мислиме. Затоа што се е отворено, ништо не е така затворено, па да не ги знае тајните. Тоа толку успешно Господ го направил, што се воодушевуваме на неговата смисла да го устрои целиот универзум така слободно. Слобода, ако се сеќавате, скоро имав едно предавање, има во најелементарната честица на атомот, а камоли да не зборам колку ние луѓето сме слободни да правиме работи кои сами ќе ги решиме да ги правиме. Тоа е друго, дали некојаш Господ ќе не спречи во тоа, дали со тоа ќе наштетиме на некого друг со нашата слобода. Зошто и тоа не е дозволено, со нашата слобода да наштетуваме на другите, а мислиме дека сме слободни. Меѓутоа, тоа е лекцијата и тоа е патот и тоа е начинот во кој најчесто се наоѓаме и ги добиваме сите показатели за нашето постоење. Милоста Божја и милоста на Пресвета Богородица да бидат со вас. Тие нека ве чуваат, нека ве хранат во сите дни на вашиот живот.